Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи, срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска е последен ден во ова календарска година, значи 31 декември, петок 2021 година. Полекајте, дојдовме до крајот нова година. Верувам дека годината помина како што помина, во стресови, во нервоза, во исчекување, во страф од ова корона, но сепак верувам дека имавме и убави благословени денови. Денеска од сервисните информации може да ги споменеме дека сонцето изгреја во 6 часот и 58 минути, а ќе зајде во 16 часот и 12 минути. Како што може да приметите, почитувани гледачи, денот полека почнува да се зголемува. Тоа ни дава охрабрување дека навлегуваме во новата година, односно кон пролета, иако пред неколку денови тек започна зимата. Значи, денеска сме 365 ден во ова година и за неколку часови ќе отпочне една нова година, еден нов круг ќе трчиме заедно, верувам, со Господа. Што се однесува до временската прогноза, како што и вчера спомнавме, ќе имаме релативно топли денови за празниците. Еве како гласи прогнозата за денеска, 31 декември. Сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб, а вдолж поврдарието умерен ветер од северен правец. Во текот на новогодишната ноќ ќе превладува ведро време со позитивни температури и со услови за појава на магла понекаде во котлините. Како што спомнав, ќе имаме релативно високи температури. Еве денеска како прогнозата гласи, кога станува збор за степените, колку ќе имаме позитивни, односно негативни степени, од -3 до 8 во западните делови на нашата земја, во северните делови од 1 плюс до 11, во централниот дел, значи теквишијата од 2 до 13, во источниот дел, односно југоисточниот дел, Гевгелија Струмица, некаде од 5 до 15 степени, во Пелагонија од 3 до 8 и во Охридскиот регион, вие ако одите некаде во Охрид за нова година, од 2 до 11 степени. Значи, температурите ќе бидат во позитива. Така да, утрово во Кавадрица 8 на ведро, наутро е малце свежо, но како што вели прогнозата, ќе имаме до 12, односно 13 степени во плюс, така да ќе имаме релативно убав ден. Бидејќи ова емисија христијанска, почитувани гледачи, и ово утро ние ќе се помолиме на Господа. Драги Боже, ти благодариме од срце за Твојата заштита во текот на ова ноќ и ти благодариме што ни подари уште еден нов ден и те молиме денеска и во овој последен ден од ова година да бидеш со нас по Твоето ветување и да не штитиш. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. На почетокот би сакал да прочитам едно кратко размислување. Знаете, читаме кратки афоризми, односно капки на мудроста. Еве денеска едно кратко размислување, само денеска. Така се вика или носи наслов ова кратко размислување. Само денеска. Ке се обидам за овој ден да живеам и нема отеднаш сиот мој животен проблем да го решам. Само денеска ќе бидам среќен или среќна. Повеќето луѓе се онолку среќни колку што самите ќе решат. Само денеска ќе се соочам со реалноста. Ќе се обидам да ги променам оние работи кои може да се поправат и да ги прифатам оние кои не можам да ги променам. Само денеска ќе се обидам да ја заекнам својата волја, а тоа е нешто што бара труд, намера и концентрација. Само денеска ќе направам нешто добро за некого
и нема да дозволам да се дознае кој го сторил тоа. Само денеска ќе направам некои вежби кои ќе ми помогнат да го одржам своето тело во одлична форма. Само денеска ќе бидам потполно искрен или искрена. Ако некој ме праша нешто што не знам, нема да се обидувам да го доведам до заблуда, едноставно ќе го признам своето незнаење и ќе барам одговор. Само денеска ќе направам нешто што од секогаш сум го сакал да го направам. Ќе се обидам да напишам писмо кој одамна имав намера да го напишам, да одговорам на телефонски повик, да го исчистам шкафот, да ги средам оние работи кои толку долго се несредени. Само денеска, пред да проговорам, ќе се запрашам дали е вистина она што ќе го кажам, дали е добро, а ако е одговорот негативен, нема ништо да кажам. Само денеска ќе си направам план. Можеби нема прецизно да се придржувам кон него, но ќе работам истрајно за да се ослободам од брзањето и нерешителноста. Само денеска ќе одвојам половина час за размислување. Ќе ги проучам сите постапки за да добијам подобра перспектива, за да уживам во животот во сета негова полнина. Само денеска ќе се ослободам од стравот, ќе бидам храбра, односно храбар и ќе го направам она што е правилно. Ќе бидам одговорна или одговорен за своите дела и нема да очекувам никаква награда. На тој начин ќе сватам дека за возврат ќе добијам само онолку колку што сум им дала на другите. Тоа беше кратко размислување само денеска. Ајде само денеска да ги направиме тие работи што ги спомнав, почитувани гледачи. Само денеска Бог ни го дава овој ден. Утрешниот не знаеме што ќе биде. Затоа денеска имаме на располагање време кое Господ ни го подари и да правиме само оно што е добро, оно што е здраво, оно што навистина ќе ни помогне во нашиот живот да бидеме истрајни, да бидеме само денеска добри. И утре повторно, кога ќе осамне нов ден, да бидеме исто така благословени и да ги работиме тие работи што навистина Господ ги сака. Денеска утринската порака ја наоѓаме или утринскиот текст во книгата на пророк Исаија, 11 глава, стихот е 9. Не ќе се прави повеќе зло, не ќе се опустува на сета моја света гора, земјата ќе се исполни со знаење за Господа, како што морињата се полнат со вода. Текстот се наоѓа, како што спомнав, почитувани гледачи, во Исаија 11 глава 9 стих. Божето познавање ја прекрива земјата. Кога ќе дојдеме во Божето царство, каде што ќе ја минеме вечноста, сите неволи, тешкоти, сите искушенија, сето она што овде не збунувало, ќе падне во заборав. Нашиот живот ќе биде според Божјата мерка. Таму бесмртните умови со неуморна одушевеност ќе ги проучуваат чудесата на творечката моќ и тајните на љубовта која спасува. Таму ќе го нема свирепиот и лукав непријател да заведе некого да го заборави Бога. Секоја дарба ќе се развива, секоја способност ќе се зголемува. Учењето нема да го заморува умот, ниту да исцрпува животната сила. Таму може да се извршат најголемите потфати, да се остварат највозвишените стремежи, да се исполнат највисоките желби и се уште ќе постојат нови цели да се постигнат, нови чуда кои ќе бидат предмет на восфитување, нови вистини да се сватат, нови предмети да ги потикнат силите на разумот, на душата и телото да се развиваат. На откупените ќе им стојат на располагање сите богатства за истражување. Ослободени од смртноста, тие ќе се вивнат со неуморен лет во далечните светови. Со неискажлив воскит земните деца ќе се запознаат со радостите и со знаењето на оние суштества кои никогаш не паднале. Тие ќе земат учество во богатството на науката и знаењето што го стекнале овие суштества во текот на вековите, проучувајќи ги Божите дела.
А кога Исус ќе го открива пред нив богатството на откупувањето и восхитувачките резултати од големата борба на сатаната, срцата на откупените ќе пламтат со се посилна љубов. Со восхит и радост ќе ги земаат своите златни харфи и 10.000 по 10.000 и 1.000 гласови ќе се слеат во силен хор на фалоспев. Насекаде во безмерниот универзум владеат апсолутна хармонија и радост. Од оној кој создал се, тече живот, светлина и радост низ сите светови во бесконечните простори. Од најмалечкиот атом до најголемиот свет, се што е создадено и живата и неживата природа во својата непоматена, убавена и совршена радост зборуваат дека Бог е љубов. Ете, тоа беше текстот утрински, почитувани гледачи, и со соодветен коментар, кој уште еднаш не подсети на она што Господ го приготвува за спасените во вечноста. Навистина, ни пророк Исаија, ни Јован Богослов, кои го опишуваат новиот свет, немаат зборови, немаат реченици како и на кој начин да ни ја доближат таа убавина што Господ ја приготвува за своите спасени. Пишува овде дека таму безсмртните умови со неуморна одушевеност ќе ги проучуваат чудесата на творечката мок и тајните на љубовта која спасува. Денеска имаме многу прашања, многу работи што не ни се јасни, но таму вели во вечноста, кога ќе добиеме тие безсмртни умови, со неуморна одушевеност, луѓето ќе поставуваат прашања, спасените на Исуса. Тој ќе им одговара. Ќе ги посетуваат останатите планети, кај што исто така живеат безгресни суштества. Тоа ќе биде нешто навистина прекрасно. Секоја дарба ќе се развива, секоја способност ќе се зголемува. Учењето нема да го заморува умот, ниту ќе ја исцрпува животната сила. Вистина, на откупените, вели овде, ќе им стојат на располагање сите богатства за истражување. Ќе се истражуваат многу работи. Денеска немаме ние зборови со кои можеме тоа да го опишеме, но ајде да му дозволиме на Бога да управува тој денес со нашите мисли, со нашите дела и постапки, за да се приготвиме, почитувани гледачи, за ова место, за овој бесконечен свет, за овој свет кај што ќе биде вечноста за секогаш со спасените, да се најдеме и ниеден ден таму. А кога Исус ќе го открива пред нив богатството на откупувањето и таа восхитувачка сила, таму ќе се објасни големата борба меѓу сатаната и Христа која била на оваа земја. Одиме сега со песна, почитувани гледачи, потоа повторно се враќаме во нашата програма. За онај дан на крижу умро си за мене сам. Због мојих греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Хвала ти за овај дан, што си ти со мном и што нисам сам. Да ти ме чуваш, ја то добро знам, зато хвала ти за овај дан. Не требам блага, нити празне славе, свега ми тога веќе преко главе. Све што ми треба е лепи дан, да будем с тобом радостан. За мене сам, због мојих греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Хвала ти за овај дан, што си ти со мном и што нисам сам. Да ти ме волиш, ја то добро знам, зато хвала ти за овај дан. Не
već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Evo nepovtorno nazad во нашата емисија, почитувани гледачи. Вие следите програмата на радио Глас на надежта секој утре од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска е последна емисија во текот на оваа година, односно отколку почнавме, така да ќе биде последна, но ќе продолжиме и после празниците. Сега наред е рубриката за молитвата. Како што знаете, споруваме за вредноста на молитвата како средство што Господ ни ја оставил да комуницираме со Господа, да му ги кажуваме нашите потреби, да бараме помош секако, но и да ја искажуваме нашата радост. Постојат повеќе видови на молитва, како што спомнувавме повеќе пати. Постојат молитви кога ние се молиме еден за друг. Таа молитва се нарекува посредничка молитва. И токму ние секој утро пренесуваме интересни искуства од книгата Неверојатни одговори на молитвата од Рожер Монро, човек кој навистина ја користел молитвата во својот живот, не само за себе, туку и за други како посредник. Па денеска ќе проследиме две искуства, како тој се молил за поедини луѓе и Бог направил чудо во нивниот живот. Како директор на продажба во североисточното оделение кој опфаќа 8 држави, минав најмногу време споредувајќи анкети за телефонскиот именик во подрачјето за развој. Прегледувајќи ги извештаите за продажба за неколку недели, одлучив да ги посетам нашите референти за продажба на рекламните страници од главниот телефонски именик во Пенсилванија. Извештајот на еден референт од продажбата посебно ми го привлече вниманието. До тогаш тој секогаш имаше најдобар успех, но сега минуваше низ некаква криза која значително го намали приходот. Заклучив дека Чарлс има проблем што влие врз неговата работа. Разговарајќи со него, дознав дека се разделил од сопругата која сега се грижи за нивните две деца, а нему му забранила да ги гледа. Исто така и неговата поранешна тешта правила се што е во нејзина мог за да ги сврти децата против него, а тоа речиси го урнисало. Призна дека има големи потешкоти да се сконцентрира на работата и ако работите не се поправат набрзо, ќе мора да ја напушти работата. Го прашав за името на тештата, за да можам да се молам за неа. Малку се изненади за мојата молба, но ми удоволи низ коментар. Се сомневам дека молитвата ќе помогне, затоа што моите родители се молеа за таа стара вештерка од денот кога се оженив со низината керка. Згора на тоа, дури платија и неколку миси за да ни го разори нашиот дом, но нито тоа не помогна. Значи, едноставно, Роже барал име од тештата, да се моли за неа. Меѓутоа, очигледно таа жена била тврда и некои други потвати биле направени да се смири, да не им го разорни бракот, но еве да видиме што се случува понатаму. Скратувајќи долгата приказна, го ставив името на Чарлс и имињата на неговата поранешна жена, поранешна тешта и децата на својата молитвена листа, па секој утро кога отворев Библијата, се молев за нив.
Пред се молев за Божјиот дух да му помогне на Чарлс да го носи бремето и да издржи под него. Стандардна процедура на компанијата беше сите представници на огласните страници секој петок помеѓу 13 и 15 часот телефонски да ги пријават своите резултати за таа седмица во главната канцеларија во Вирџинија. Беше баран готовински износ за огласите, евентуално намалување на приходот или губитокот, нето приходот и секаква промена во бројот на огласите. Кога во петок се враќав дома, ќе застанев во 15 часот и ќе телефонирав во канцеларијата за да ги добијам резултатите од продажбата од луѓето на кои им бев предпоставен. Беше изразито охрабрување, истовремено беше и благослов за моето христијанско искуство кога го видов финансискиот извештај на Чарлс и начинот на кој Божјиот дух го благословува, како го води, насочува и го охрабрува, што од седмица во седмица ги потврдува неговите продажни резултати. Подосна за се слушнав лично од него. Со радост од небесно потекло дека кажа дека работите се промениле на добро. Неколку пати рече, вашите молитви имаат вистинска сила. Тие на вистина работат за луѓето. Значи, после неколку седмици се среќава Роже со Чарлс и слуша позитивни коментари, позитивни искуства. Иако правилата на работата ми забранува да зборувам со луѓето за религијата, можев да го искажам своето религиско уверување и затоа сум му благодарен на Бога. Бев изненаден слушајќи го нивниот коментар за мојот религиозен живот. Поради здравствени проблеми, лекарот на Чарлс му рекол дека треба да се пресели во потопли краишта. Пред да отпатува за Калифорнија, дојде да не посети мојата сопруга и мене. На моје големо изненадување и каже на Хилда во мој присуство дека моите соработници имаат високо мислење за мене. Еден од нив рече дека ако некогаш влезе во црква, ќе отиде во она каде што оди Роже. Ќе стане адвентистички христијанин и ќе припаѓа на црква која има таква сила. Очигледно, неговиот брак се стабилизирал, работата му тргнал како што треба, но еве сега ќе се пресели во други краеви, зашто ради здравјето треба да има потопла клима. Одиме понатаму. Джери беше добар работник, но еднаш неделно имаше обичај да се награди себе си со прилог за добро завршена работа. Сега одиме на друг пример да го опишеме, односно да го прочитаме што Роже го запишал. Како самец живееше во Бостон, но во текот на викендите остануваше во градот Нью Ингланд, каде што работеше на телефонскиот именик. Во петоците навечер пиеше премногу и тогаш се најде во затвор. Потоа ќе го повикаше директорот на телефонската компанија, која со сигурност ќе го извадеше од затвор. Следното утро, по отрезнувањето, ќе сватеше дека не смее да задосни доколку сака да го зачува своето работно место. Размислуваше за тоа да ме повика, бидејќи знаеше дека сум јас адвентист и религиозен човек. Наместо тоа ја повика главната управа во Вирџинија, надевајќи се дека ќе може да разговара со мојот шеф, за кој претпоставуваше дека ќе има поголемо разбирање, бидејќи и неговиот шеф понекогаш беше, односно пиеше. Мојот предпоставен му рекол на Джери дека сум одлучил да разговарам со него за тоа во понеделник во канцеларијата. Во недела навечер шефот ме повика и ми извести за овој проблем, предлагајќи во понеделник да повикам работен состанок на службениците кои работат на телефонскиот именик и пред се да го искарам тој човек кој пиеше. Се молев за тоа и решив да постапам поинако. Разговарав со Джери насамо. Додека се возев кон канцеларијата, се молев за мудрост и предпазливост во оваа ситуација. Всушност сметав дека треба да го задржам како работник и од неговиот проблем да стекнам искуство преку молитва. Верував дека Божјиот дух со моето посредување може да му даде победа над порокот. Тоа би значило Божјиот дух ќе го наведе на искрено молење да ја задржи работата.
Сватив дека тој човек е многу растревожен за своите проблеми. Слушајќи неговата молба, сватив дека тој водел голема борба против алкохолот. Се сетив на текстот од книгата Копнежот на вековите. Само сериозните и страните молитви упатени кон Бога со вера може да им помогнат на луѓето да добијат потпора од Светиот Дух во борбата со поглаварите и властите, со управителите на овој мрачен свет, со духовите на пакоста под небото. На крајот со солзи во очите ми рече Джери: "Ве молам, дајте ми уште една можност, ве молам." "Джери," му одговорив, "ви давам уште една шанса. Бидејќи гарантирам за вас, ќе ви помогнам да го оставите алкохолот, молејќи се на Бога, да го Бог благослови вашиот живот и да ви даде победа над алкохолот." Заблагодарувајќи ми рече: "Мислам дека молитвата нема да ми помогне. Мојата мајка за решавање на овој проблем се молеше 15 години и не помогна. Ги молеше бројаниците, плаќаше миси за победа над овој проблем, но не помогна." "Джери, но јас верувам во чуда. Ќе видите што ќе се случи наскоро," рекол Роже. Тој навистина се случи. Се случи чудо под влијание на Светиот Дух. Неколку месеци подосна восхитено ми рече дека го оставил алкохолот, сосема ја изгубил потребата за пиење. Уште еднаш сакам да истакнам, иако Светиот Дух не врши притисок на човечката волја, тој сепак може многу да направи, менувајќи ја линијата на действување како одговор на истрањата молитва упатена кон Бога со вера. Еве, почитувани гледачи, овие беа две искуства на Роже Монро, човек кој навистина посредувал за своите пријатели, се молел, имал долг список на луѓе за кои секојдневно се молел. Може би ти, почитувани гледачи, и вие имате ваши проблеми, дали е тоа алкохол или нешто слично, може цигара, тоа е исто така еден голем порок. Тука сме да се молиме за вас, да се молиме да посредуваме Бог да направи чудо, а Бог ќе направи чудо како овде што читавме, само ако се молитвите искрени и ако ги упатуваме со вера. Бог има решение да во новата година навлеземе без тие пороци кои ги носиме на грб. Многу луѓе, знам, се борат со алкохолот, се борат со цигарата, може и некој се дрогира. Тоа се работи кои го уништуваат нашиот физички живот, а исто така и духовниот. Затоа, ако имаш проблем, клекни, предај го проблемот на Бога. Бог има решение. Исус вели во Евангелието според Матија: "Дојдете кај мене сите кои сте уморни и натоварени, јас ќе ви помогнам, јас ќе ве одморам." Ете, тука сега ќе направиме уште една пауза, ќе одиме уште со една убава песна, а потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма, почитувани гледачи. Долу на колена клечам, рани јас да излечам. Долу на колена паѓам, молитва на Бог му праќам. Те молам, моиве очи земи ги, други дај ми да прогледам. Те молам, ново срце дари ми, никој да не повредам. Твојот лик секој миг да ми е пред очи, сјајно, сјајно да ме гре. Твојот лик пред мене, земи
si ti. Isuse, život moj si ti. Dolu na kolena klečam, rani jazda izlečam. Dolu na kolena pajam, molitva na Bog mu praćam. Te molam mojive oči zemingi, drugi daj mi da progledam. Te molam novo srce dali mi, nikoj dan ne povredam. Isuse, radost moja si ti. Isuse, nadež moja si ti. Isuse, ljubov moja si ti. Isuse, život moj si ti. Evo nepovtorno uživo, počtovani gledači, vi sledite utrinskата programa na radio Glas na Nadešta, adventističko radio, koje emitува своята програма od понеделник до петок, секој ден во 8 часот и 30 минути. Добре дојде на сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата емисија, нашата програма. Поздрав до сите вас кои сте на вашите работни места или вие кои сте дома поред топлите шпорети или патувате, не следите на вашите мобилни телефони. Поздрав до сите кои се овде во Македонија, но знам дека не следат и во странство. Можеби ова емисија ќе ја следат и во другите делови од денот, бидејќи се снима и ќе може да ја побарате на нашата Facebook страна Радио Глас на Надешта или на нашиот YouTube канал, исто така Радио Глас на Надешта. Таму се поставени и претходните 30 и неколку емисии кои ги имавме во минатите денови. Сега ќе зборуваме за животни искуства, интересни искуства на луѓе кои го запознале Господа на посебен начин. Секој човек е свој приказ на почитувани гледачи. И денеска овде пред себе имам едно искуство на еден човек, на еден господин по име Гариб. Тој опишува како го запознал Господа. Бог се открива на луѓето на различити начини и тоа е прекрасно. Бог има приот, има пат до секое човечко срце, но зависи од нас дали ќе одговориме на тој Божи дух, на Божиот глас кој го упатува кон нас и дали ќе го слушнеме, бидејќи пишува во последната книга Откровението, 3 глава, 21 стих, мислам 20 беше или 21, кај што пишува дека Исус тропа, чука на вратата од нашето срце и сака да влезе. Ајде да видиме како овој човек по име Гариб го отворил своето срце за Господа. Роден е на 27. октомври 1977 година. Потекнувам од сиромашно семејство со 7 браќа и 1 сестра, а јас бев најмалиот меѓу нив. Татко ми почине кога имав 4 години. Останав да живеам со мојата мајка и помалата сестра. Имав голема желба да станам полицаец, па откако го завршив основното училиште се запишав во средно училиште каде што се обучавав за полицаец. Меѓутоа, поради тешката економска ситуација во која се наоѓавме, немав услови да го завршам школото, така што уште како многу млад морав да работам тешка физичка работа за да го прехранам семејството. Барав работа во приватниот сектор. Обично работе во Жито Лукс како приватен работник на товарење и растоварање. Во тој временски период како младич бев ориентиран кон исламот.
Го почитував и го практикував рамазанскиот пост, како и сите други ритуали поврзани со него. Кога ќе слушнев за Исуса и крстот, тоа кај мене предизвикуваше непријателски чувства. Но Божите патишта и планови се чудни. Бог за мене имаше посебен план. Во Жито Лукс, каде што работев со мене, работеа и неколку други адвентисти. Тие често пати зборуваа за религијата. Еден човек кој посебно се истакнуваше беше човекот по име Нехру. Имаше обичај да ми каже: еден ден и ти ќе бидеш дел од нас, и ти ќе станеш адвентист. Токму во тоа време постев за рамазанскиот пост и на неговата изјава му одговорив: никогаш нема да се случи тоа. Некаде во тоа време Шакер ме покани да дојдам во библиотеката Браќа Миладиновци, каде што адвентистите одржуваа серија на библиски предавања. Тоа беше во 1995 година. Го прифатив предлогот и отидов. Кога заврши предавањето, кај мене почна да се јавува желба да слушам повеќе за тоа и навистина бев заинтересиран. Во следна прилика Нехру ме покани на едно нивно богослужение што се одржуваше во сабота во црквата на улица Петар Попарсов. Отидов со него, но иако беше привлечно, остана само на тоа. Во една прилика на 14. јануари, кога во Шутор Изари обично се слави празникот Василица, отидов на работа и како и секогаш се отвори дискусија за религијата, а јас внимателно слушнав се што се зборуваше, иако се држев за исламската вероисповед. Таа иста вечер Бог ми даде еден сон. Во сонот го видов Исуса со златна коса и бела облека. Во својата десна рака висока подигната држеше една книга на која со златни букви пишуваше Библија, а во другата рака го држеше Коранот, кој полека паѓаше во оган. Сонот што го видов кај мене остави силен впечаток. Сватив дека Бог сака да ми каже нешто што е многу важно. Веднаш станав и отидов кај Нехру за да го споделам сонот со него. Откако Нехру го чу, ми ги повтори истите зборови: ти ке станеш адвентист. Но овој пат молчев и не кажав ништо сериозно, размислувајќи за сонот. Од тој момент почнав да ги посетувам богослуженијата што се одржуваа во црквата во градот. По извесно време, бидејќи се уште немавме организирана црква во Шутор Изари, почнавме да се собираме по домовите. Почнав да ги проучувам темите. Учев, но се уште ме привлекуваше светот. Имав своје друштво и како млад одев на разни забави каде што младите обично одеа. Меѓутоа, уште еднаш ќе кажам, Божите патишта се чудни, Бог не се откажа од мене. Еден ден отидов на работа во Жито Лукс. Тој ден имаше многу работа, така што останавме цела ноќ на работа и се вративме рано наутро. Бев многу уморен, спиев цел ден. Во тоа време, кај нас во Шутор Изари се снимаше филмот Gypsy Magic. Веќе беше паднал мрак, а јас во својата куќа спиев кога другарите тропнаа на мојата врата да ме повика да одиме на забава. Внатре во мојата соба беше темно. Се разбудив од сонот и излегов надвор да се видам со другарите. Кога излегов надвор, видов една огромна светлина. Целото небо над Шутор Изари беше осветлено со рефлекторите од филмот. А читајќи Библијата, знаев дека кога Исус повторно ќе дојде во голема сила, слава и светлина. Кога издогледав светлината, прва мисла ми се вртеше во главата, беше Христовото доаѓање. Мислев дека Исус доаѓа. Почнав на глас да викам: Не, Исусе, немој да доаѓаш, јас се уште не сум подготвен. Почекај ме уште малку. Мислев дека доаѓа, а јас не сум подготвен. Моите другари ме праша: Гариб, што се случува со тебе? Каков Исус, какво доаѓање? Ова светлина доаѓа од местото каде што се снима филмот, тоа се рефлекторите. По кратко време разбрав во што е работата, но за мене ова не беше случајно. Тоа беше порака од Бога да се вратам кај Него и да се обратам. На моите другари им реков дека веќе нема да одам на забави. Ги извадив обетките од моите уши и таа вечер останав дома.
Тој момент беше пресвртница во мојот живот. Почнав редовно да доаѓам во црква. Интензивно почнав да се подготвувам да направам завет со Бога. На 19. август 1996 година на Охридското езеро, заедно со многу други браќа и сестри, направив завет со Бога. Еве, почитувани гледачи, тоа беше искуството на овој млад човек. Јас лично го познавам и присуствував на тоа крштевање во Охрид, како тој овде што спомнува 1996 година. Тоа беше едно прекрасно искуство за сите нас кои присуствувавме и учествувавме во тоа водено крштевање, каде што преку 10, мислам дека 15 луѓе се крстија таа година од сите делови на Македонија. Луѓе, млади и постари, кои одлучија својот живот да го предадат во Христови раце. Библијата бара од нас, почитувани гледачи, да се крстиме возрастни, не како бебиња. Бидејќи децата како бебиња немаат никаква обврска, ниту одговорност, ниту тие се виновни за гревот пред Бога. Всушност тие не може да направат грев, тие се малечки, малолетни, Бог тоа не им го зема во обзир. Меѓутоа, кога ќе пораснеме, кога ќе станеме свесни за себе и кога ќе донесеме одлука, убаво е, добро е, Библијата тоа го препорачува да направиме завет со Господа. Тоа е водено крштевање, што значи зборот баптизо, крштевање, заронување во вода. На тој начин ние символично го переме нашето тело, не само однадвор, Духот Свети не пери однатре, и тогаш ние правиме договор, завет со Господ. И затоа ви препорачувам на сите вас, почитувани гледачи, кои се уште не сте го направиле тој чекор, многу важен во животот. Многу е важен. У животот на човекот постојат 3 важни датуми или моменти. Тој е денот на раѓање, денот кога склучува брак, секако тој денот и на умирање, меѓутоа како важен датум или важен исчекор и момент е денот на крштевање, кога човекот прави завет, договор, донесува одлука пред сведоци и пред целото небо дека ќе му служи на Господа, дека ќе го следи неговиот пат. Па и самиот Исус Христос, знаеме, го направил тој исчекор. На 30 години, кога бил полнолетен, Исус направил завет, крштевање. Го крстил Јован Крстителот на реката Јордан. Еве, тоа беше искуството. Ако имате и вие ваши искуства, почитувани гледачи, испратете ги, снимете ги, ние ќе ги пуштиме да се охрабриме и ние самите, односно сите наши гледачи кои ја следат и пратат ова емисија. Сега следува рубриката за исчезнати градови. Археологијата ја потврдува Библијата и така натаму. Би сакал и денеска да спомнам некои интересни факти, интересни работи. Во минатите 2 дена, сеќавате, зборувавме како настанал Стариот Завет. Вчера зборувавме за Новиот Завет, како биле собрани, бидејќи имало и лажни списи кои не биле препознаени како канонски. Рековме дека зборот канон значи мерка, правило. Бог потикнал посебни луѓе да ги препознат оние канонските, кои се од Бога вдахновени книги, да бидат собрани во една голема книга наречена Нови Завет. И зато Библијата се дели, почитувани, на 2 дела. Стариот Завет, кој има 39 книги, и Новиот 27, вкупно 66 книги. Иако денеска вие ќе најдете Библии кои имат 77 книги или повеќе, меѓутоа тие се што се од 66 повеќе книги во таа Библија се наречени апокрифи. А зборот апокриф значи нешто сомнително, нешто лажно, што не е вдахновено од страна на Бога. Бидејќи се појавувале лажни пророци кои подметнувале своји писма како да се од Бога вдахновени, и луѓето биле збунити, биле повикувани во тие списи на некои традиции, на некои обичаи кои не се според Божјата волја. И токму денеска сакам да ви пренесам неколку информации за апокрифите. Што се тоа апокрифи? Што да кажеме за апокрифите? Најголема разлика меѓу римокатоличката и протестантската Библија се состои во тоа што римокатоличкиот канон на Стариот Завет го сочинува 46 наместо 39 книги. Значи, таму има 7 книги повеќе во Стариот Завет во римокатоличката Библија.
a православниот канон го сочинуваат 50 наместо 39 книги, значи и тие имат повеќе книги во Стариот Завет. Од каде ќе помислите се појавиле тие 7, односно 11 додатни книги? Делот договорот се наоѓа во грчкиот превод на еврејската Библија како Септуагинта или превод на 70-мината. Тој превод на Стариот Завет настанал пред почетокот на христијанската ера и со него обилно се служиле новозаветните писатели. Зошто тогаш протестантите не ги прифаќаат апокривните книги? Главна причина за тоа е што евреите никогаш нив не ги прифатиле. Поправо, нема доказ дека апокривните книги биле дел на Септуагинтата. Сите примери на Септуагинтата што постојат денес се со христијанско, а не со еврејско потекло. Најраниот примерок потекнува во 350 година, околу 500 години откако Септуагинтата е довршена. Освен тоа, евреите кои се служиле со Септуагинтата, како Филон Александрски, не цитираат од апокривните книги, иако цитираат од канонските. Така и писателите на Новиот Завет цитираат од 19 вкупно 22 книги на еврејската Библија, но ниту еднаш од апокривните книги. Тие книги ниту евреите, ниту апостолската црква не ги сметале како вдахновени. Гледате, значи, евреите не ги цитирале тие книги кои биле апокривни. Дури и црквата, значи апостолска, не вадела извадоци од таквите апокривни кои не биле вдахновени книги. Во текот на првите 500 години од христијанската ера, апокривните книги се повеќе се употребувале во западната црква. Ни во тој случај не се сметале за канонски на ист начин како книгите на еврејската Библија. Сметани се за помалку вдахновени од останатите канонски книги. Проблемот се заострил во текот на протестантската реформација во 16 век. Реформаторите ги отфрлиле апокривните книги од Стариот Завет и ги ставиле меѓу двата завета. Со тоа укажале на нивната канонска положба. И така, иако апокривните книги главно се појавувале во протестантските Библии се до средината на 19 век, протестантите не ги сметале за свети списи. Постапката на протестантите ја потикнала римокатоличката црква на дејствување. Впрочем, некои апокривни доктрини што ги отфрлиле реформаторите како науката за чистилиште, како науката за чистилиштето, не можеле да се докажат ниту од еврејската Библија, ниту од Новиот Завет. За да ги заштитат таквите доктрини, во април 1546 година на четвртиот концил во Тридент на апокривните книги им е дадена канонска вредност и тие се изедначени со другите книги во Светото писмо. За да биде декретот делотворен, концилот додал: ако некој не ги прифати како свети и канонски горе наведените книги во целост или во сите делови, како што е вообичаено да се чита во католичката црква и како што се наоѓаат во старото латинско издание Вулгата, нека биде проклет. Гледате, со декрет, со закон биле наметнати тие лажни списи, апокривни, да се вметнат во канонската Библија. Нашето прифаќање на канонот на Светото писмо до некаде почива врз нашата вера, токму како и нашето верување во создавањето, отелотворувањето и воскресението. Но таа вера има свој сигурен темел. Ние цврсто веруваме дека Бог се грижи за својот народ, дека ги вдахнал, инспирирал пророците, но едновремено тој се погрижил за него да ги сочува оние свети текстови кои содржат информации потребни за спасението. Се чини дека гледиштето што го зазела првата христијанска црква е најсигурно. Првите христијани ги прифатиле само оние старозаветни книги кои евреите и апостолите ги сметале за божествено вдахновени или божествено инспирирани. И тие како Нов Завет ги прифатиле само оние книги кои биле тесно поврзани со апостолскиот авторитет и не биле противречни на Стариот Завет. Накратко, можеме да бидеме благодарни на Бога што ги сочувал најзначајните документи во историјата на човечкиот род. Еве, почитувани гледачи,
прочитавме, видовме, слушнавме зошто е важно да ги знаеме тие вистини кога е во прашање Стариот завет, Новиот завет, односно апокрифите. Денеска ние имаме комплетна Библија, онака како што верували и пророците, значи апостолите, тоа е целото свето писмо со 66 книги. Ги отврлуваме оние другите 11 или колку се апокрифни книги кои не се вдахновени, кои не се инспирирани од страна на Светиот Дух кога ги пишувале овие свети пророци. Библијата пишувале 40 писатели во еден долг временски период од 1600 години, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Денеска, ете, не имаме на македонски јазик канонска Библија од 66 книги. Доколку сакате да имате ова Библија, почитувани гледачи, слободно пишете ни на нашата адреса во студиото, а ние ќе ви ја испратиме по пошта. Еве, драги пријатели, ми беше задоволство што можевме и денеска да се дружиме. Ова е наша последна емисија во оваа година. Ке имаме една кратка пауза во наредните денови, значи ке се видиме, ке се слушнеме повторно некаде, ако Бог даде живот и здравие, за 10 дена во новата година. Следете ги информациите на нашата Facebook страна Радио Глас на Надежта. Таму ќе бидат поставени сите информации кога точно ќе започнеме со нова сезона, односно повторно ќе имаме емисијата во живо, ако Бог даде живот и здравие, како што спомнав, во плани некаде на 10 јануари. Пред да се одјавиме, еве само уште неколку работи да спомнам, односно едно кратко размислување, сега на почетокот кога сме на новата година. Бог го повикуваме да биде и во новата година со нас, да не чува, да не пази и да не штити од секое зло. Меѓутоа знам дека наидуваме на проблеми, на искушенија. Нашиот оптимизам понекогаш се руши. Стануваме песимисти. Па еве, ова размислување ка ни помогне во тој правец. Едно спортско друштво организирало надпревар во искачување по висока и непристапна карпа. Во надпреварот се пријавиле повеќе планинари, но било очигледно дека повеќето од нив се плашеле. Неколку од нив се откажале во последен миг, кога виделе колку карпата е стрмна. Искачувањето по планината започнало, но никој од присутните не верувал дека некој ќе успее да се искачи. Гледачите околу цело време кимале со главата, гласно изборувале. Многу е напорно, никогаш нема да успеете во вашето искачување. Или нема да успеете сигурно, карпата е многу висока. И навистина надпреворачите почнале да заостануваат, освен едно момче, кое брзо се качувало се повисоко и повисоко. Гледачите повторно почнале да викат: тоа е премногу напорно, не е можно толку високо да се искачи, најдобро е да се откажете, опасно е. Но момчето не застанало. Како да не ги слушало, тоа продолжило со искачувањето. Другите надпреварувачи ги слушале коментарите, подзастанувале, се вртеле и се откажувале еден по еден. Останал само амбициозниот младич, односно момче. На крај, упорното момче се искачил на врвот од карпата. Останатите надпреварувачи и гледачи сакале да дознаат како успеал баш тој да го стори оно што другите не можеле да го направат, да се искачат до врвот на планината, односно на карпата. Една од новинарките се приближила до момчето кога тој се симнал, за да го праша како успеал да се искачи на врвот и што го мотивирало да успее. Тогаш открил дека момчето победник е глув. Во својата статија за момчето новинарката напишала: никогаш немојте да ги слушате луѓето кои се негативни и песимисти, затоа што ви ги уништуваат најубавите желби, мечтења и соништа кои ги имате во својата душа. Секогаш ќе ви велат дека е невозможно да направите нешто што можеби ќе го направите со малку повеќе труд. Бидете едноставно глуви за секој оно што ќе ви рече дека не знаете, дека не умеете и не можете да го остварите, односно да ги остварите вашите соништа. Бидете упорни во животот, стремете се кон доброто, најдобро што можете.
Мислам дека овој пример е соодветен, почитувани гледачи, сега кога сме на почетокот на новата година. Има луѓе околу нас кои ќе ни велат не се исплаќа да се живее. Не е добро. Само со песимистички очи ќе гледаат во деновите кои се пред нив. Може би вас ќе ве разочаруваат во вашиот бизнис, во вашата работа, во вашата духовност, може би во вашата одлука да го следите Христа. Некој ќе ви каже, не е возможно тоа. Ништо не е точно она што пише во Библијата. Вратете се на стариот пат. Кима такви негативни коментари, но ова момче зошто успеало? Било глуво. Тоа не ги слушало тие негативни коментари кои кажувале дека е невозможно таа екипа која се надпреварува да се искачат горе на карпата. Но тоа успело. Ајде ние од наводници да бидеме глуви за сите негативни коментари во нашиот живот, да бидеме оптимисти, да имаме цел, а Господ ќе биде со нас да ни помогне да оствариме таа цел во новата година. Почитувани гледачи, ви посакувам секое добро во новата година, да имате многу здравие. Тоа ни е најпотребно сега. Потоа да бидеме радосни, да бидеме среќни, да бидеме задоволни со она што го имаме, да се стремиме кон доброто, да шириме еден добар мирис околу нас, да им го покажеме патот, духовниот пат секако на оние луѓе кои се во духовна темнина, оние кои се разочарани да го пронајдат Христа. Во Христа е решението за сите наши проблеми, за сите наши маки. Како редакција, утринска програма од мене и од техничарот Драгослав Методиев ви посакуваме среќна и успешна нова 2022 година. Господ да ве чува, да ве води и да ве благослови. Останете со здравје, се гледаме во денот кој ќе го објавиме нашето повторно враќање во живо и ќе ја следите нашата емисија. Секое добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.